Почитувани верници и гледачи на Канал 8 телевизија, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Православна ризница. Во оваа емисија и во наредните неколку ќе позборуваме за светата тајна Евхаристија, односно светата тајна причест, која што представува центар на целото Христово богослужение. Светата Евхаристија во православното предание се вика тајна на тајните или тајна на црквата, кон која се води и од која се произлегува. Таа е срце на духовниот живот, извор и цел на сите црковни учења и установи, и без неа христијанството е незамисливо. Светите отци на раната црква ја сметаат Евхаристијата за најважен и основен дел на православното собрание, затоа што таа дава значење и смисол на сите богослужби. Во потесна смисла, во црквата ја означува благодарствената молитва пред осветувањето на лебот и виното во текот на литургијата. Зборот Евхаристија значи благодарење. Општото значење на Евхаристијата, како Господова трпеза, е благодарење на Бога во Христа и Светиот Дух за се што тој направил во создавањето, спасението и прославувањето на светот. Со воплотувањето на Бог Логосот, Христос е неочигледната единствена стварност и вечна радост. Преку слигувањето на Светиот Дух врз апостолите на денот на Петдесетницата, црквата е таа која останува тело Христово. Токму во тој контекст, Исус Христос е совршена Евхаристија, затоа што во полнотата на благодарност се принал себе си на Бога еднаш за секогаш. Преку принесувањето на нашиот хлеб и вино пред Господа, верните остваруваат жива средба со живиот и воскреснатиот Господ. Жртвите постојат уште од Стариот Завет, и тоа како крвни жртви, при кои се принесувале овци, кози, грлици и гулоби, и бескрвни, класови, брашно, зејтин, темјен, леп и вино. Според својата цел, тие се делени на жртви сепаленици, односно за грев и за некоја вина, и жртви на мир и спасение, односно жртви на фалење и благодарност. Старозаветните жртви не можеле да отстранат вината на прародителскиот грев, иако биле заповедани од Бога. Тие биле само знаци и символи, кои укажуваат дека човекот пред Бога е грешен и треба да копнее за искупување, и го навестувале тоа што требало да се случи во иднината, тоест големата жртва на помирувањето, Господ Исус Христос. И токму тоа што жртвите на Стариот Завет не успеале да го сторат, беше остварено преку жртвувањето на Агнецот Божи, воплотениот и единородниот Син Божи. Литургијата, како света жртвена богослужба, односно Евхаристијата, е жртва на потполно почитување од Синот кон Отецот, жртва на потполно помирување, преку која жртва човештвото се помири со Бога, жртва на потполна молба и жртва на потполна благодарност, бидејќи Бог покажа најголема добрина кон луѓето со жртвата на својот Син, а луѓето не може подобро да изразат својата благодарност од тоа кога постојано се сеќаваат на таа добрина во светата литургија. Евхаристијата е постојана жртва на Новиот Завет, во која Исус Христос во вид на леп и вино на бескрвен начин се жртвува со рацете на свештеникот на Небесниот Отец, како што некогаш се жртвуваше на крстот на крвен начин. Светата Евхаристија по својата суштина е истата жртва како и таа која Христос ја принесе на крстот, и тоа само со една и иста цел – за простување на гревовите на светот. Самиот начин на жртвувањето е различен. Жртвата на крстот е крвна, а тука станува збор за жртвување на прославениот Христос на бескрвен начин. На крстот Синот Божи се жртвува само еднаш и на едно место, а тука повеќе пати и на многу места. На крстот за да ни стекне богатство на дарови, а на литургијата за да не причисти со изворот на своите дарови. Евхаристијата во православната црква е сватена како вистинско тело и вистинска крв Христова. Така, јадејќи го лебот и пиејќи го виното, кои што се мистично, надумно осветени со Светиот Дух, имаме вистинско соединување со Бога преку Христа, кој што самиот се нарекува леп на животот.
Православната црква го отфрла учењето за тоа дека евхаристиските свети дарови се само интелектуални и психолошки символи. Меѓутоа, зборувајќи за евхаристичките дарови, православното предание сепак често го употребува терминот символи, а литургиската жртва ја нарекува духовна и бескрайна. Црквата се користи со овие зборови затоа што во православието реалното, изворното, стварното не му се спротивставува на символичкото, духовното или мистичкото. Напротив, според православното гледиште, сета стварност, светот, па и самиот човек се реални и притоа се символични и мистични до таа мерка што самата таа стварност не го открива и го објавува Бога. Притоа, не смее да се заборави есхатолошкиот елемент на Евхаристијата, кој се чини дека е суштински. Доколку црквата ограничи Евхаристијата само на спомен на еден момент од овоземниот живот Христов, Евхаристијата губи од својата онтологија. Напротив, во Евхаристијата верниот народ и клирот, односно сета црква, иконолошки ја образува стварноста на есхатонот, заедница при второто Христово доаѓање и неговата слава. На тајната вечера, Господ Исус Христос за прв пат ја востанувува светата тајна Евхаристија, како што може да се прочита во Новиот Завет. И кога јадеа, зеде Исус хлеб, го благослови, го прекрши, па им даде и рече: примете и јадете, ова е моето тело. Потоа зеде чашата, заблагодари и им ја даде, и се напија сите од неа. И им рече: тоа е мојата крв на Новиот Завет, која се пролива за мнозина. Господ ја нагласува важноста на оваа света тајна. Вистина ви кажувам, ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта негова, не ќе имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Оваа заповед и оваа света тајна апостолите и првите христијански ја вршеле редовно. Постепено, на светата тајна пречестување се додавале други молитви, песни и проповеди и така настанала светата литургија или централното богослужење во црквата. Свети Теофан Затвореник вели: безкрвната жртва не е нова, туку она е истата која е принесена на Голгота. Примајќи ја силата од неа, ја носи до сите кои се пречестуваат. Жедниот ја зема чашата, во неја црпи водата од реката и пие. Голготската жртва е река која тече насекаде и е вечно жива, чашата која црпи од неја е светата тајна на телото и на крвта. Црпењето е свештено дејство, пиењето е пречистување со вера и со страв, и после потребната подготовка. Сите кои се соединуваат со Господ, сите кои се облекуваат во Него и се хранат затоа што Неговото тело и Неговата крв се едно со Него и се Негово тело. Тие се Негово тело затоа што се од Неговите плот и коски. Светата тајна на телото и крвта за христијаните е Божја храна и жртва. Секогаш не се пречестуваат сите кои се на литургијата, но жртвата се принесува од сите и за сите. Затоа сите и треба да учествуваат во неа. А учествуваат преку верата, смирението заради гревовите и самопрезирањето, паѓањето пред нозите на Господ, кој се жртвува себе си како јагне за живот на светот. И самото живот созерцување на оваа тајна силно ги оживува и потикнува духовите. Пристапувањето кон светите тајни го правите со смирено просто срце, со потполна вера дека во себе го примате Господ и со потребна побожност. А потоа, што ќе добие душата, тоа припуштетете му го на Господ. Многу однапред сакаат од светата причест да добијат неодредени нешта, а потоа, кога нема да добијат, се вознемируваат, па дури и се колебаат во верата, во силата на светите тајни. А проблемот не е во светата тајна, туку во тоа непотребно нагаѓање. Нешто не си ветувајте, туку се припуштете му на Господ, молики од Него само милост, да ви даде сили за секое добро, за нему да му угодите. Плодот на пречистувањето во срцето најчесто се чувствува како сладок мир, понекогаш тоа донесува просветлување во мислите и одушевување од предаденоста на Бога. Понекогаш тоа речиси ништо не гледа, но потоа се покажува цврстината во делата и непоколебливоста во ветената исполнетост.
Овде ќе ги истакнам и очигледните плодови на светата причест, кои не ги забележуваме затоа што ретко се причестуваме. Почесто причестувајте се, па ќе ги видите утешните плодови на таа света тајна. Господ е источник, извор на животот, кој ги оживува оние кои се причестуваат со него, а воедно е и оган кој проголтува. Оној кој достојно се причестува, се храни од животот, а кој недостојно се причестува, се храни со смртта. Иако таа смрт не доаѓа видливо, сепак невидливо се случува во духот и срцето на човекот. Светата причест е од голема корист за човекот ако вистински се причестува со верата, со подготовка и со разрешение од духовникот, вели старецот Клеопа. Зашто кој пристапи недостојно осуда зема за себе, затоа што е оган кој ќе гори недостојните. Може да се причисти оној што има чист живот, неизвалкан, оној што има чисто знаење на својот ум, што нема канонски пречки и е разрешен од духовникот, може да се причисти. А кој не е исповедан и не е разрешен од духовникот и не е извршил одредената епитимија, не може ни да пристапи кон причеста. Зашто, ако се причисти еднаш годишно, како Јудај, кој еднаш се причисти и потоа влезе сатаната во него и го продаде Господа. Ако некој не е достоен, нека не се причестува ниту еднаш годишно. Види што вели свети Јован Златоуст во 53-тото слово. И вие свештениците, кои ги давате причестите тајни, немала казна почива над вас, ако некој го знаете за недостоен, а го причестувате со овие страшни и пресвети божествени тајни. Ако се плашите вие, што ке вас дошол генерал, префект или војвода, или оно што е со круна на главата, односно царот, и се плашите дека ќе се налути ако не му давате причест, ако се плашите, доведете го кај мене. Ќе го дадам целото свое тело да го изгори, пред да го дадам пред светото и пречисто тело на недостојниот. Целата својот крв ќе ја пролеам, пред да ја дадам крвта, така страшната и пресвета, на оној кој не е достоен. А ако се исчистил и ако се подготвил според канонскиот поредок на Христовата црква со исповедање и ја извршил опредената епитимија, нека пристапи со страв и трепет. Невините деца до 5 годишна возраст добро е да се причестуваат, ако се може и секоја недела. А децата на 6-7 годишна возраст, особено сега е добро да бидат исповедани и при тоа причестени, зашто децата денес гледаат и слушаат многу соблазни во дома, на телевизија, па и насекаде, ако не се под надзор на родител. Истото го вели и светиот Симеон Солунски за старите и болните. Старите и болните кои немаат канонски пречки, добро е да се причестуваат почесто и за поголемите празници. Секогаш, пред да се причестиш, откако ќе ги извршиш своите метања, откако ќе го напуштиш гревот и извршиш својата епитимија што ти ја наложил свештеникот, пред да се причестиш најмалку 3 дена не смееш да пиеш вино, ниту да јадеш мрсно или со зејтин. А надвор од постот без исповед, без правила и без една седмица или барем 3 дена постење, не можеш да се причести. Најмалку 3 дена пред да се причестиш, да не јадеш со зејтин и да не пиеш вино, туку само сува храна. Таква е, браќа, одредбата за светата причест. Светиот Симеон Солунски вели дека еднаш на 40 дена секој треба да се подготви и да се причести ако нема никаква канонска забрана. Постои грев кој одлачува од причест дури и до 20 години. Во случај на смрт, ако видиш дека човекот е пред умирање, тогаш му се дава причест. Не можеме повеќе да му браниме во случај на смрт, а ако не умре и уште живее, ја извршува во продолжение дадената епитимија. Има безброј сведоштва за луѓе кои преку исповета и светата причест се излечиле од неизлечиви или тешки болести. Заради просторните ограничувања, овде ќе наведеме само неколку такви чудесни настани кои Бог ги извршил преку светиот Јован Крошнацки. Исцелување на туберкулоза од грлото. Свештеникот Василий од Петроград раскажува: кога уште бев млад, мојот татко тешко се разболи. Професорот, специјалист за болести на грло,
утврди влошена туберкулоза на грлото. Грлото му беше полно со чиреви и гласот целосно изгубен. Во куќата владееше потиштеност. Нас децата не пуштаа кај татко ни. Само на Божик не доведуваа кај него. Тој молчешко ни подари подароци. Симоновски објасни дека неговите денови се изброени. Отец Јова Крошнацки беше известен телефонски. Дојде 5 дена подоцна, влезе во спалната соба, го виде таткото и забележа: "Зошто не ме известивте за неговата вистинска состојба?" Веднаш ќе му донесев причест. Мојот татко погледна кон него молитвено и пелтачејќи. Отец Јован долго молчеше и се молеше, а тогаш се сврте кон татко ми: "Веруваш ли дека со Божја помош можам да ти помогнам?" Мојот татко потврдо климна со главата: "Дојди утре кај мене во Кронштадт." Отецот отпатува. Вечерта дојде Симоновски со еден колега. Им беше раскажано се што се случило. Симоновски одговори дека тој е безсмислица и дека мојот татко тој пат нема да го преживее. Од Ориенбаум требаше да се патува со санки преку мразот, а времето беше студено и ветровите. Но мојот татко му веруваше на отец Јован. Следниот ден, топло облечен, отиде за Кронштадт. Отецот дојде во костилницата, каде што беше одседнал татко ми и го причисти. Тој и следните денови го посетуваше и долго му зборуваше. Кога по нецела недела татко ми дојде дома, професорот Симоновски беше потресен. Се чиревите исчезнале, а гласот му беше нормален, иако уште зарипнат. Професорот јавно изјави дека се работи за чудо. Потоа татко ми живееше уште 25 години. Неговата туберкулоза на грлото беше сосема исцелена. Исцелување од воспаление на мозок. Княгињата, Јосипова сопруга и мајка на едно дете, се разболела од воспаление на мозокот, при што го изгубила и видот. Го повикале отец Јован и тој дошол, се помолил и им кажал дека таа нема да умре. Потоа кога пак имало влошување, тој дошол и топло и убедливо и рекол дека со примањето на светата причест треба да се подготви за нов живот, било овде, било таму. Кога повторно дошол, таа се исповедала сосем свесно и со радост ја примила светата причест и самата таа за овој настан вели: "Ми беше како сето земно да исчезнува за мене и како да сум влезена во рај. Чувството на недлабока радост се разлија низ мојата душа. Потоа, по повеќе неделна несоница, за прв пат заспав длабоко и мирно. Утредента, температурата се симна на 37 степени. Се чувствував сосема добро. По една недела почнав да станувам и наскоро бев сосема здрав. Од тогаш поминаа 50 години, а во моето сеќавање тој настан чува неизбришливо. Исцелување од епилепсија. Исцелување на 24 годишната селанка Теодосија од Налисов, Тиверската област, се случило на 14 март 1902 година. Таа со години страдаше од епилепсија која фрлаше на земјата. Таа одираше околу себе и викаше, се додека во пот облејана и со пена на устата не испаднеше искрашена. Такви напади доаѓаа посебно за време на Божјата служба во црквата или кога ги чуеше црковните камбани. Последните 3 години нападите толку зачестија, така што Теодосија остана без сила и не можеше да работи на лесната работа. Незините роднини ја донесоа во Кронштадт. Теодосија ја внесоа во црквата и ја доведоа до олтарот за време на службата Божја. Кога отец Јован излегуваше од олтарот со светиот путир и ги изговараше зборовите со страх Божји и вера при стапете. Одеднаш почна страшно да вика, лицето ѝ беше исплашено и тројца со тешкоти ја совладуваа. Отец Јован го постави путирот на светиот престол, се доближи до Теодосија, ја ставија раката на незината глава, го насочи својот поглед во незините очи и строго нареди: "Во името на нашиот Спасител Исус Христос, јас ти заповедам, Сатано, стани и излези надвор." Теодосија почна да зајма: "Јас не излегувам надвор." Во преполнетата црква настана гробна тишина, а силните зборови на отец Јован се повторуваа: "Сега веднаш излези надвор." Викањето на болната почна да слабее, таа дишеше тешко кркорејќи. Таа не се противеше, туку со затворени очи падна на рацете на своите придружници. Со решителна сила отец Јован 3 пати вели: "Отвори ги очите." Со голем напор полека, болната ги отвора очите, прекрсти се, болната се прекрстува несигурно. Отец Јован ја остава да се прекрсти неколку пати, а тогаш ја запраша: "Како се викаш?" Таа одговора Теодосија.
Теодосија прекрсти се уште еднаш. Таа тоа го прави лесно. Оставете ја сега, им рече отец Јован на луѓето од незината придружба. Таа е сосема здрава. Потоа ја одведе на исповед. По исповедта по многу години во мир и стравопочет ја прими светата причест. По ова, таа беше сосем здрава.